Вежбањето е најубавото нешто што можеме да го подариме на сопственото тело. Секогаш кога вежбаме, се чувствуваме позадоволни, шириме позитивна енергија и имаме едно убаво чувство на релаксација и опуштеност. Има најразлични дисциплини на вежбање, барем во денешно време можеме да одбереме да вежбаме пилатес, аеробик, дали да одиме во теретана, да трчаме на кеј, да возиме ролерки, затоа што и тоа е еден вид спорт. Но на што е актуелно и изминативе неколку години е реформер пилатесот, со кој што ние ќе ве запознаеме ова утро, благодарение на Бојан Павлов, кој што е лиценциран инструктор. Ќе ви посакам, Бојан, добро и убаво утро. Ајде да ги запознаеме гледачите. Реформер пилатес зборува веќе неколку години. Што представува ова дисциплина или овој така наречен спорт, може да го наречеме? Добро утро од мене и најпрво ви благодарам што дојдовте во нашето студио. Реформер пилатес представува една метода на вежбање која што е присутна во светот повеќе од 1 век, повеќе од 100 години. Таа метода ја комбинира силата, стабилноста, балансот. Значи не вежбаме само сила, не вежбаме само естетика, туку едноставно со вежбањето на реформер пилатес си го подобруваме функционирањето во секојдневниот живот. Што е поразлично од стандардниот пилатес или од мат пилатесот, реформер пилатесот, покрај тоа што се вежба, ќе видиме нели како се вежба, но овие прекрасни кревети справи, кои што може би изгледат за некого чудно, но сепак вршат голема работа. Мат пилатесот, како што го кажува самото име, се прави на мат, односно на земја. Имаме еден мат и таму ги вежбаме вежбите со сопствената тежина. Пилатесот е еден вид на надоградување, односно се вежба на кревет на кој што има федери кои што представуваат одреден вид на отпор. И сега самата физика на федерот, како што повеќе го обтегнуваме, така неговата тежина станува се потешка. А тоа по автоматски значи дека кога го правиме движењето мора да го контролираме и да работиме полека. И со самото тоа го активираме нашиот баланс и едноставно треба да сме свесни за движењето што го правиме. Потребно ли се некакви предзнања пред да дојдеме и да се запишеме и да вежбаме реформер пилатес? Дали треба да имаме претходно нешто вежбано или да имаме некакво искуство? Апсолутно нема никаква потреба да имате никакво искуство, може да дојде било кој да проба, бидејќи кај нас се вежба максимум 5 луѓе се во еден термин и секогаш со нив е присутен еден лиценциран инструктор. Поради бројот на луѓето, односно малиот број на луѓето, инструкторот може да посвети внимание на секој, така што нашите тренинзи се прилагодени и за почетници и за понапредни вежбачи. Како изгледа еден час? Трае 50 на минути. Што се прави во тие 50 минути? Значи, ќе си дојдете 10 минути пред почетокот на часот, ќе си седнете во нашето дворче, ќе се опуштите и потоа доаѓате нормално се спремате за вежбање. Во однос на тоа што треба да се носи, задолжително е да имате чорапи, препорачливо е чорапите да имаат грип одоздоле, хеланки, мајца, тренерки, било како да се чувствувате комотно и тоа е тоа. Доаѓате тука, ние часот секогаш го почнуваме со загревање, почнуваме од стапалата, па одиме нагоре кон нозете, карлицата, стомакот, горниот дел и после ни доаѓаат, да речам, главните вежби кои што зависи од кој ден. Нас тренинзите ни се поделени на за долен дел, за нозете, за градите и за грбот. Секако стомакот и трупот се вежба во секој тренинг, тој не го исклучуваме, бидејќи е многу важен за постурата и за едноставно да функционираме како што треба. И последните 10 на минути секогаш ги користиме за растегнување, за подобрување на мобилноста и еластичноста на мускулите. Да, ги знаеме придобивките од вежбањето, дека телото ќе ни кажа благодарам еден ден, но кои се придобивките и зошто треба да се вежба реформер пилатес? Како што спомнав, реформер пилатесот е сличен на мат пилатесот и еден вид на надоградување. Разликата помеѓу, да речам,
тежинските тренинзите со тежина е кај нас што не е реформер пилатесот не е толку инвазивен на тетивите и на зглобовите. Значи може луѓе кои што имаат повреди, дискус хернија, постоперативни ако имаат од некоја повреда колена, зглобови или што и да, особено се препорачува бидејќи самото вежбање во однос на движењата се прават полека, отпорите има голем диапазон од послаби до потешки и може да имаме постепено напредување во вежбањето, односно се зајакнува мускулатурата постепено и со тоа нели да си ги осетиме придобивките и да живееме подобро и пофункционално. Да, и да ги натираме сите луѓе кои што можеби направиле некаква пауза во животот од вежбање или пак се уште се двоума дали треба да почнат да вежбат, треба да почнат, но да не го чекаат нели оној понеделник, ајде од идниот понеделник, зошто треба денеска да се почне да се вежба. А едноставно тоа што ќе го инвестирате сега ќе ви се врати во иднина. Значи што порано почнеме да вежбаме, тоа поубаво ќе ни биде како старееме, бидејќи сите знаеме како старееме, телото паѓа во форма и сите работи стануваат све потешки и потешки. За да сме функционални и на постари години треба да инвестираме од денес, односно од вчера, а не од понеделник. Така што сите што сакаат, што се мислат, што направиле пауза, што никогаш не пробале во животот, треба да ни пишат на нас, ќе закажеме пробен час, ќе дојдат и доколку се заљубат, а сите што дошле се заљубиле, ќе си почнат да вежбат и ќе ги осетат придобивките за многу брзо. Да, возрастната граница никогаш не треба да биде нели пречка или проблем за да се почне да се вежба со некаков спорт, со некаква дисциплина. Ви благодарам на вашето одвоено време. Фала и на вас и ве поканувам во секое време да дојдете тука и да пробате како изгледа ова вежбање.